Капацитетите на браните Глажња и Липково се исполнети само 50%, откако изминатите месеци беа едни од најсушните во последните 5 години, информираат од јавното предпријатие Водостопанство Кумановско-Липковско поле. Но директорот на предпријатието Оливер Илиевски вели дека простор за паника нема, ќе има вода за Куманово и Липково. Нагласи дека одлични резултати дадоа инвестициите за санирање на системот за наводнување и дотур на вода до јавното предпријатие Водовод. И оваа година и покрај овој сушен период успеавме да акумулираме вода околу 14 милиони метри кубни. Оваа вода ќе биде доволна за снабдување на градот Куманово со вода за пиење, додека за земјоделците ќе имаме одредени рестрикции во оваа сезона, доколку не дојде до пообилни врнежи од дожд. Ние и оваа година ќе доставиме доволни количини на вода до филтер станица на ЈП Водовод, односно целокупната побарана количина од нивна страна ќе им биде доставена. Тоа се мали количини на снег кои се уште стојат на планината околу Глажња и Липково и овие се мали врнежи од дожд. Очекуваме дека во текот на месец април или мај да има некои поголеми врнежи и да се наполни капацитетот на брана Глажња и Липково. Пак ќе кажем дека простор за паника нема, ние ќе успееме да ги обслужиме и градот Куманово со вода за пиење и земјоделците со одредени рестрикции како и минатите години. Изминативе години поради сушни периоди следуваа рестрикции за земјоделците, кои 3 дена имаа можност да користат вода за наводнување. Земјоделците беа известени во кои денови ќе имаат вода, во кои денови ќе немаат. Доколку остане овој капацитет на браните, сега ќе биде обратно. 2 дена ќе имаат вода, 3 дена ќе немаат вода за наводнување и така ќе ја завршиме успешно целата сезона. Инаку, многу мал дел од земјоделците полеваат пченица и јачмен и пченка. Пченка ја полева, додека пченица и јачмен многу послабо. Затоа не им зависи многу родот од водата за наводнување на тие две култури. Доколку сакаат да ги полеваат, секако дека ние ќе им пуштиме вода за наводнување. Од предпријатието информираат и дека работат на санирање на одредени дефекти на четвртата грана, односно бајпасот, на кој се вклучува јавното предпријатие Водовод и се надеваат дека за 10 дена ќе биде во функција. Целта е поради енергетската криза да се намалат трошоците на Водовод и да се спречи покачувањето на цената за корисниците.